Почитувани наши слушатели, гледачи на програмата Во фокус со Силвана Павловска. Добар ден. Денес е 12 февруари 2025 година. Во денешнава епизода ќе следиме две статии од независниот новинар Христо Ивановски, кој што неодамна живееше и работеше во Австралија, во Камбера поточно, меѓутоа вратен е во нашата татковина и придонесува со неговите статии и фелтони за весникот Нова Македонија. Две статии. Првата статија е насловена со падот на USAID, е отворен патот за напад на нелегитимниот преспански договор, а вториот што се случи со меѓународното право. Прашајте ја Македонија. Одиме првим со првиот прилог со падот на USAID, отворен патот за напад на нелегитимниот или нелегалниот всушност преспански договор. Христо Ивановски пишува вака: што се ќе згасне со згаснувањето на Американската агенција за меѓународен развој? Падот на USAID, кој означува и премин на американската надворешна и внатрешна политика, е извонредна можност да се нападне сериозно преспанскиот договор, за кој постојат индиции дека е постигнат на коруптивен начин, со сериозни притисоци и подкупени политичари и медиуми. Меѓутоа, сериозно истражување треба да ги издигне индициите, односно основите на сомневање на повисоко процедурално ниво. За подсетување, Виенската конвенција за договорното право вели дека секој договор постигнат на таков начин е невалиден. Ако тој е невалиден, тогаш и државата што е реобликувана и уставно со тој договор станува невалидна, токму по основите што се постигнати со тој договор. За да зборуваме за значењето за падот на USAID, Американската агенција за странска помош, мора да кажеме нешто за милието во Македонија што постои многу години. Ова особено се однесува за медиумскиот простор, каде што, во наводници, летаа глави за слободно изразена мисла. Обичниот свет не го знае тоа, не бил заинтересиран, оти секоја планина си има своја тежина, а Македонија нели со многу планини. Вистинска случка како вовед. На еден утрински брифинг на група новинари со тогашниот ЕУ амбасадор во Скопје Самуел Бараг, сркајќи кафенце, разговаравме за поднаводници високи теми. Сушност, што ќе зборуваме искрено кога сме заглавени на патот кон ЕУ, но нештата понекогаш мора и да се одглумат. Демек, нека одат работите. На среде разговор директно го прашав словенечкиот кариерен дипломат зошто ЕУ не финансира и десничарски медиуми кои мака мачат со финансирањето и со својот обстанок, оти очигледно е дека во наводници само леви опции добиваат од европскиот мед, крајот на наводници. Верувајте, многу непријатна е ситуацијата кога ќе видите како еден искусен дипломат ве гледа молчешкум, во очи и ништо не коментира. Штама. Но тие заборавија на балансот, на медиумските слободи и на тоа дека светот не е црно-бел. И така се доаѓа до една од поентите.
Навистина е многу убава позицијата да си главен уредник на медиум што однапред за една година има обезбедено финансии за плати, за развој, истражувања, па и за добри награди, патувања, студиски и секакви. Колегиум со среќни уредници и растрчани новинари по своите теми, а во еден куп други редакции крпен живот. Нема пари, а се има волја да се трага по вистината. Па дури им се укинуваат и реклами како главен избор на финансирање. Им се подметнуваат пазарни трикови, отежната дистрибуција, само за да не успеат. Нивните новинарски и политички ставови на колумнистите не им се допаѓаат. И сега на ова место неизбежно е да се почне приказната на крунскиот сведок на македонскиот медиумски масакр, што требаше барем тоа што траеше барем 2 децении. Ус Аид. Мед во буре од 40 милиарди долари. Приказната за оваа агенција за меѓународен развој ја почнува председателот на Соединетите Американски држави Џон Ф. Кенеди во 1961 година со една благородна мисија да му помага на светот. Тоа е еден од начините како да се извезат американскиот империализам и нивните вредности во политичката мисла наречени мека моќ. Мека моќ. Еден од клучните проблеми настанува кога проектите на таа агенција почнуваат сериозно да удираат врз темелите на христијанството и тоа е потврдено и со декрет подпишан лично од Кенеди. Се наметнуваат нови вредности кои за 70-тите и 80-тите години ќе добијат димензија на епидемија. А тоа е идејата дека сите сме еднакви и дека треба да се прифати ЛГБТ заедницата. Ова прашање во 21. век станува доминантно во западните демократии, боите на вино-житото се појавуваат секаде, па и на американските амбасади, а се вее, мора да се вее знамето со вино-житото. Прашањата за трансродовоста влегоа во сите пори на општеството, а во некои стана и клучен принцип за напредок во кариерата или за вработување. УСАИД лани стигнал со буџет од 40 милиарди долари американски, што само по себе е предизвик за рацете да зафатат подлабоко во медот. Тоа е проблем за американските граѓани, а задачата да направи вистинска истрага за можни коруптивни дејанија ја има Илон Маск. Првите резултати од инспекцијата се видливи. Вчера не работеше интернет, страницата на агенцијата, ниту пак страницата на агенцијата во Македонија. Бела страница. USAID ја нема во кибернетскиот простор. Таа се гаси за најверојатно да се реинкарнира во нова форма во рамките на State Departmentот. Затоа што Америка била светски донатор број 1 и веруваме дека и администрацијата на Доналд Трамп ќе сака на светот да му го представи вистинското дарежливо лице на американецот. Но секоја помош треба да се заслужи и да биде употребена за вистински цели. Во случајот со оваа агенција, веќе и со првите инспекции, се покажа дека не било така. И во Македонија не било така, иако од многу страни се предупредуваше на тоа. Бидејќи внатрешната ревизија е чист американски интерес, е јасно, а за нас е важно да видиме дека ова што Трамп го направи во првите недели на мандатот е сериозен идеолошки судир со американското наследство во политиката, неолиберализмот во сите негови бои и варијанти. Трамп со својот тим и над 100 извршни наредби и уредби ја враќа Америка на своите стари и добро познати позиции на традиционалните вредности. Има и ново. Новото се вика примена на новите технологии, за кои сигурно ќе слушнеме наскоро на Минхенската безбедносна конференција. Македонска бела книга.
Рековме дека интернет страницата на USAID е бела. Она што сега и треба на Македонија е да изготви своја бела книга за дејностите на оваа агенција во нашата земја. За ова мора да има податоци, оти домашните закони го налагаат тоа и обврзуваат на тоа. Ако американското општество сега е пред предизвикот да се соочи со своите политики на селективно и добро избрано финансирање, зошто и македонското општество не го искористи моментот и да направи сериозно скенирање на финансирањето од надвор? Што финансирала, како финансирала, за кои цели, каде отишле милиони долари и дали морало да отидат таму? Дали Македонија скапо ја плати таа помош? Експерти ја поддржуваат идејата да се формира еден специјален меѓувладин тим, task force, така наречен, за да утврди што се случувало со американската помош. Дали таа била според паролата од народ за народ или пак се делела според паролата од народ за, во наводници, избрани поединци од народот. Промена на американската надворешна политика. Во светските центри на моќ, наголемо се дебатира дали по првите потези на Трамп, примирје во Газа, падот на Асад, Панама, Гринленд, истраги во Пентагон, FBI, гасење на USAID, разговори со Путин, ќе се менува американската надворешна политика. Светските стратези сметаат дека по ваквите потези јасно е дека Америка мора да се менува и да оди напред. Кога сега падна митот дека американското општество има едва и нула корупција, на сите им е јасно дека USAID многу веројатно е дека уште една Пандорина кутија може да го преплави светот со сензационални вести, а тоа е секако Пентагон. Сите внатрешни ревизии покажа дека тоа е дупка без дно. Носач на авиони каде што исчезнувале милиарди долари, но никој не успеа да го реши тој буџетски проблем. Во моментов се чини од силниот ветер на американските промени најмногу страхува Европската Унија, која со децении се влече како приврзок зад Америка. Незината зависност од Вашингтон и идентитетски проблеми, како и политиката на двојни стандарди, продавана како во наводници морков и стап, сега мора да се соочи со реалноста, да најде решенија. Во македонскиот случај тоа не го направи, за жал, ниту пак покажа волја да слушне што имаат да кажат македонците како рамноправна нација во Европа и во светот. Македонија мора да го најде својот пат во новата геополитика. За Македонија е важно да го препознае моментот и смело да тргне кон расчистување на големиот политички отпад, оставен од претходните носители на извршната власт. Се изначитавме телеграми објавени на Wikileaks за тоа како се кроела судбината на Македонија. Има и повеќе од индиции како се подготвувала во наводници шарената револуција, од која жртвите плаќаат со своите животи. Тоа сепак е превисока цена за која било држава, па и за Македонија. Од тука предлогот на експерти да се формира таа специјална група за да ги испита сите замешателства финансирани со американски, но и со европски пари, е сериозен предлог што треба да се прими на радарите поточно на македонската влада. Отворените канали на комуникација на сегашното државно македонско лидерство со американското раководство е извонредна можност да се спакува македонската вистинска приказна, за која не смее да се дозволи да има трагичен крај. Падот на USAID, кој означува и премин на американската надворешна и внатрешна политика, е извонредна можност да се нападне сериозно Преспанскиот договор, за кој постојат индиции и факти дека е постигнат на коруптивен начин, со сериозни притисоци и подкупени медиуми и политичари. Виенската конвенција за договорното право вели дека секој договор постигнат на таков начин е невалиден. Ако е тој невалиден, тогаш и државата што е реобликувана и уставно со тој договор станува невалидна, токму по основите што се постигнати со тој договор, пишува Христо Ивановски.
А сега преминуваме на втората статија од Христо Ивановски, независен новинар, која што излезе во весникот Нова Македонија неодамна. Прашањето што тој го поставува, кое што исто така е и наслов на неговата статија, е што се случи со меѓународното право. Прашајте ја Македонија. Глобални геополитички тектонски поместувања и престројувања. Ова прашање се почесто ќе се поставува, особено што со изборот на Трамп за председател на САД се забрзуваат некои светски процеси што се неизбежни. Новиот светски поредок што се надзира може да потопи многу бродови, но може да биде и ветер во едрата, а ова особено се однесува за Македонија, зашто има политичка опција на власт, што е во текот на промените и таа можност не смее да се пропушти. Нагласената дипломатска активност која дава резултати мора да оди паралелно со завршување важни домашни обврски, а создавањето критична маса за одбрана на националните интереси секако дека е една од нив. При тоа, од тука, од матицата мора да се подаде рака и кон македонското малцинство во соседството и кон милионската македонска диаспора низ светот. Во прашалната реченица «Што се случи со меѓународното право?» се содржи и одговорот. Тоа е веќе минато време, нешто што било, важело, функционирало, па веќе станало недоволно и сега се бара нешто ново. Ова прашање сега се почесто ќе се поставува, зашто е јасно дека во малиот базен, каде што големите крокодили стана уште поголеми, и со тоа и нивните апетити нараснаа, нешто ќе мора да се направи пред тие да почнат да практикуваат канабализам. На чекор се до такво нешто, но што е тоа новото? Каков светски поредок ќе се направи во блиска иднина? Ако се земе Македонија, за пример, баш и не можеме да очекуваме некоја светла иднина за малите рибчиња. За среќа, големите не можат без малите и тука е можноста малите нации да најдат свој метод на екзистенција. Некои ќе успеат. Досега тие има какво такво за солниште во Обединетите нации, но зошто Обединетите нации тоа не да не бидат и утре, но секако модернизирани. Не само од фасадата. Таа стара зграда што некогаш имала светли моменти мора сериозно да се реновира однатре. Па зошто и да не се пресели надвор од Америка, подалеку од Истрива и да биде символ на новото време. Ерик Поснер е професор по право на Универзитетот во Чикаго и тој во колумна за Project Syndicate го поставува токму главното прашање што е актуелно подолго време. Но забрзаност му дава изборот на Доналд Трамп за председател на САД, што се случи со меѓународното право. Професорот Поснер може сите одговори да ги добие инстант. На примерот на Македонија врз грб се прекрши дури и повелбата на Обединетите нации, правото на суверенитет, правото на историското име, правото на самоопределување. Камбаните чукнаа за либерализмот и тој мора да му отстапи место на новиот суверенизам, спакуван во големата рамка на мултиполарноста. Сега и тие што знаат, ама не им се даваше да признаат, велат дека камбаните чукнаа за либерализмот и тој мора да му отстапи место на новиот суверенизам, спакуван во големата рамка на мултиполарноста. Дека окото е ненаситено или ненаситно, како што рекол и прорекол народот, беше јасно по паѓањето на Берлинскиот зид во 1989 година, кога метафорички се запали комунистичката вештерка. Рускиот комунизам, кој мораше да се чува само на исток, веќе не постоеше, а служеше за сеење страв на Запад, па мораше да се најде нешто што ќе се продава како западна вредност или магла. Токму така, глобализмот, иако идејата е од антиката, таа доби жалосна димензија на милитантен хегемонизам во сите варијанти во 90-тите години на минатиот век, од култура до економија.
Зборот хегемонизам има клучно значење и тој функционира со мали регионални хегемончиња. А ова за нас, македонците како нација, е многу важно. Иако се запали комунистичката вештерка, мораше да се подсетува на опасноста од Русија. Во меѓувреме порасна и Кина, па и ги надрасна. Професорот Поснер пишува: зошто се случи ова? Наједноставното објаснување е дека меѓународното право е жртва на антиглобализација. Глобализацијата некогаш беше ветениот пат до слободата и богатството, но денес луѓето ја поврзуваат со неконтролирана миграција, губење работни места, пандемии, финансиски кризи и конфликти. Придобивките што ги генерираше за глобалниот економски раст не беа доволно големи, широко распространети или видливи за да се надоместат реалните или согледаните штети. Професорот од Чикаго го анализира и проблемот со воените интервенции и ги истакнува нападите на Израел во Сирија, кои не се изолиран пример. Урнатините на меѓународното право се насекаде околу нас. Русија ја нападна Украина во 2014 година и повторно во 2022 година и легално ја анектираше украинската територија, изврши злосторства врз украинските војници и цивили, а сега се соочува со обвинувања за геноцид. Кина употреби насилство за да ја прошири својата контрола над Јужно Кинеско море и сега се чини дека е подготвена да го нападне Тајван, исход за кој никој не верува дека ќе биде запрен со меѓународното право. Згоре на тоа, американските војни интервенции во Авганистан, Ирак, Либан, Сирија и на други места во изминатите неколку децении беа засновани на сомнителни правни теории. Меѓународните злосторства се случуваат низ светот, во места опфатени со конфликти како Израел и Газа, Миенма, Етиопија и Судан, како и во авторитарни земји кои се во мир. Секако Поснер можел, а и морал да ја спомне интервенцијата на американците врз Социјалистичка република Југославија, наводници која не била според меѓународното право, туку била морална акција на САД, крај на заводници, и преседанот во Косово, каде што исто така е прекршено словото на повелбата на Обединетите нации, не може да се признае држава формирана преку воена интервенција на странска земја или држава. Одиме понатаму, војните и насилството не се единствените индикации за западот на меѓународното право. Истиот тренд ја погодува и глобалната економија. Бидејќи своето апелационо тело не може да функционира, Светската трговска организација седи безпомошно додека светот се свртува кон протекционизам. Слично на тоа, слабите досиеја на Меѓународниот суд на правдата и Меѓународниот кривичен суд ги смеваат амбициите на нивните основачи. МСП требаше да спречи војна, а МКС да обезбеди правда за жртвите на воените злосторства. Но ниту еден суд воопшто не прави многу, констатира Поснер. Професоре Поснер, сосема сте во право. Ете и Хашкиот трибунал за воени злосторства на Македонија и ги врати предметите за тие што ја почнаа војната и правдата не виде бел ден во нашата земја. Македонија жртва на двојни стандарди. Долга е листата на гревови сторени врз Македонија, а најмногу од Европската Унија. Токму на примерот Македонија, ЕУ покажа и докажа дека правилата и стандардите се само фасада и тие важат за некои земји, но за други се поставуваат дополнителни услови. Например, токму Унијата, тогаш заедница во 1992 година, усвои резолуција во Лисабон, каде што категорично кажа дека никогаш нема да признае држава под името Македонија. Кршењето на Копенхашките критериуми почна тогаш, а продолжи со трговското ембарго наметнато од Грција. Брисел никогаш јавно не признал дека идентитетот ни е наметнат како ултимативен услов за почеток на преговори, а за членство не може никој да гарантира ниту сега, но тоа е факт. Токму врз Македонија е прекршена повелбата на Обединетите нации и на државата и е поставен дополнителен услов за членство во Светската организација, а тој услов беше името. Правото на самоопределување и суверенитет е прекршено и тоа е запечатено со 2 резолуции на Обединетите нации.
Срамно и понижувачки и за Обединетите нации и за Советот за безбедност. Листата на кршење на меѓународното право врз нас, наш македонски грб, е долга и тешка за прифаќање, но да наведеме уште неколку. Охридскиот договор како вовед во федерализација, а спакуван како мировен проект. Во суштина го забетонира етничкиот концепт, кој мора да се продава како успешна приказна. Денес, во 2025 година, можеме да констатираме дека тоа не е точно, ни на хартија, ниту во секојдневниот живот. Општинските граници се прекројувани со версајски ножички, само и само да се потврди тоа е етничко разграничување. Преспанскиот договор е уште едно кршење на принципите на меѓународното право. Веројатно, ако правиме некоја ранглиста на кршења на правото, токму Преспанскиот договор е на врвот на пирамидата на срамните и непринципиелни договори на наша национална штета. Но низата не е завршена. Наред доаѓа и договор за пријателство и сработка со Бугарија, кому му се прикачија два протокола и тие треба да бидат последните шајки во ковчегот на Македонија на патот за ЕУ. Во ниту еден од тие договори го нема правото на реципроцитет, што е еден од основните услови на меѓународното договорно право регулирано и со Виенската спогодба. Тие договори се, во наводници, склепани според правилото. Првин, шефот е секогаш е право, и второ, ако сметаш дека тоа не е така, види го правилото број 1. Нови ветрови во едрата на македонизмот. Знаеме дека е тешко мал брод да плови во разбрануваните води на светскиот океан, но мора да се плови и мора да се преживее. Има позитивни ветришта што мора да се искористат. Македонската влада навремено ги почувствува тие промени и за разлика од порано сега правовремено реагира. Очекувањата дека Америка може да ни помогне за да го ставиме клучот на бугарската брава се разумни, но мора да се реши и домашната задача, а тоа е создавање доволна критична маса за одбрана на националните интереси. Таа критична маса мора да се бара и во македонското малцинство во соседството, но и во диаспората. Но подадената рака мора да дојде од Скопје, од матицата. Движењето на патриотите, кое го водат Орбан, Лапен и други лидери во Австрија, Словачка, Чешка, Италија, е можна опција за македонската демохристијанска партија и за суверенизмот како доминантна политичка опција во Македонија. Ако не станеме сега, а сепак станавме, нема да бидеме видени и ќе не избришат промените на времето. Секако дома имаме многу незавршени работи и обврски и добро би било да слушнеме на јасен и чист глас порака од градоначалникот на Тетово со една лекција по географија, дека Тетово е град во Македонија. Што кажа председателката Силјановска на самитот за иднината во Обединетите нации? Председателката Гордана Силјановска Давкова се обрати на самитот за иднината мултикултурни решенија за подобро утре во септември ланската година. Пренесуваме дел од незиното обраќање и цитираме: "Тешка задача и голема одговорност е да зборувате за иднината, а да се абстрахирате од и се работи за единствената организација што ужива универзален легитимитет и има докажан интегритет и кредибилитет во решавањето на најголемите и горливите проблеми на човештвото. Верувам дека нема посоодветно место од он за консензус за иднината на испризма на најголемите дилеми и предизвици. Сметам дека е крајно време за соочување со грдата реалност на војни, природни катастрофи, енормна сиромаштија, нееднаквост и неравноправност, кршење на меѓународното право, па дури и на јус когенс, практикување на правото на мажите наместо владење на правото, жртвување на правдата, етиката и моралот заради профит и моќ. Храбрите потфати се неможни без длабоки реформи во ООН, зајакнат
multilateralizam во одлучувањето, развиен механизам на спреги и кочници во односите меѓу генералниот секретар, Советот за безбедност и Генералното собрание, поголема инклузивност и транспарентност на процесот на одлучување, како и решителност и ефикасност во спроведувањето со енормните закани за мирот, одржливиот развој и човековите права. Искрено сметам дека не се доволни декоративни реформи на ООН, односно лет во место, туку суштински, структурни, функционални, меритократски, демократски. Улогата на Генералното собрание треба да зајакне како представничко тело на Обединетите нации. Се разбира, повелбата на ООН останува темелен акт устав на нациите, но и обштествен меѓунационален договор. Исто така треба да се стави крај на непочитувањето, заобиколувањето и селективната примена на повелбата, како во македонскиот случај. Пишува Христо Ивановски во неговата статија "Што се случи со меѓународното право? Прашајте ја Македонија", а пред тоа ја слушнавме и "Со падот на USAID е отворен патот за напад на нелегалниот преспански договор". Ја слушавте програмата во Фокус со Силвана Павловска, која се емитува од Мелбурн, Австралија. Јас ви благодарам за вашето внимание и се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат. До тогаш ве поздравувам и посакувам се најдобро.